10 дена го делат СДСМ од барем како што покажуваат анкетите, но и резултатите на првиот круг на претседателските избори. Најголемиот пораз во нивното постоење. Разликата од повеќе од 180.000 гласови меѓу Пендаровски и Силјановска наговестува огромна победа на кандидатката на ВМРО ДПМН и партијата на Мицкоски на парламентарните избори. Но што понатаму ќе прави СДСМ, како ќе продолжи да функционира по евентуалниот и предвидлив пораз. Делот аналитичарите согласни, партијата ќе функционира на маргините на политичката сцена. СДСМ секако ќе продолжи да функционира како политичка партија. Тие имаат имот, имаат луѓе, имаат 150.000 гласачи секогаш на лагер. И ќе треба години за да видиме која е дефинитивната идна судбина на СДСМ. Но СДСМ веќе не е политичка партија, те ќе продолжат да работат како фирма. Политичка партија без идеологија е исто што и фирма. Нема разлика. Со тоа што нивната фирма е пред стечај, така да ќе треба да бараат луѓе кои ќе го спасат тој стечај. Зошто СДСМ воопшто и се доведоа до ризик од вакво сценарио? Новинарот Павловик Латас вели од нивните последни два претседатели на партијата, односно Заев и Ковачевски, се откажале од идеологијата на нивната партија. Како да опстанат во политичкиот живот, Латас дециден, промената на раководството е неопходна. Тоа секако ќе се случи. Дел затоа што сакаат членовите на СДСМ да го збришат ова раководство, а дел од ова раководство ќе им смени јавното обвинителство. Така да тој процес не може да се запре, но тоа е малку. Вие сте избришале се што стои позади себе, сте урнале куќата која ви е градена со децении. Не можете да ја изградите од ново преку ноќ и да кажете ова е истата куќа. СДСМ ќе доживее судбината на социјалистите во Србија, кои ќе бидат така минорна или мала политичка партија. Не дај Боже за нив да ја доживеат судбината на грчки пасок кој е растурен сосема. Во историјата, социјалдемократите имале и други тешки порази. Например, оној на парламентарните во 2006 година, на чело со Владо Бучковски, но и на изборите во 2008, кога на чело на партијата беше Радмила Шекеринска, тогаш освоја нешто повеќе од 230.000 гласови. Но сега се очекува поразот да биде уште поголем. Оти Пендаровски освои 180.000 гласови, а неговиот личен рейтинг, барем според делот аналитичарите, е за 1 до 2% поголем од партискиот.